Растот на минималецот, покачените плати во здравството, образованието и полицијата, како и повисоките пензии не го смируваат сојузот на синдикатите. Тие излегоа на протест, зашто минималната плата се покачила онака како што предвидува законот и методологијата, а не како што побараат тие, веднаш да достигне 500 евра. Барањата ги кажа на јавна седница која започна пред работничкиот дом со 1 минута молк за жртвите од трагедијата во Кочани, па продолжија пред собранието. Од парламентарците побараа да изгласаат минимална плата од 500 евра и зголемување на сите останати плати за 100 евра. Почитувани браќа и сестри работници, ве молам да донесеме одлука пратениците да бидат на минимална плата до наредното зголемување на минималната плата. Кој е за? Јавната седница продолжи пред Стопанската комора, каде синдикатот побара зголемување на сите плати во приватниот сектор. Младиот работник тинеџерот за 500 евра не ќе ни да помирисна компанија да дојде да работи. Затоа денешните 500 евра во наредниот период ќе бидат и 600 и 700 евра. Така наречената јавна седница заврши пред владата. Овде побараа да се повлече одлуката за минималната плата, а функционерите да ја земаат најниската плата како и работниците. Работниците бараат почитување на општиот колективен договор, раст на платите како што е предвидено. Така е, браво! Просветните работници бараат почитување на колективните договори. Синдикатите да ги кажат барањата на економско-социјалниот совет, а не на улица, порача министерот за економија. Дурмиши вели дека во моментов нема репрезентативен синдикат, а комисијата напорно работи за утврдување на репрезентативноста. Министерот за економија вели дека одлуката за минималецот морал да ја потпише согласно законот пред 31 март. Одма кога ќе се определи кој синдикат ќе биде репрезентативност, јас одма ќе го свикам седницата на економски и социјален совет и синдикатите треба таму да ги кажат своите барања, а не на улица. Ние сме го кажале ова од почеток дека како влада ги почитуваме и сме за социјален диалог. Од владеачката партија реагираа дека играта на синдикалците била прочитана и никој не им верувал. ВМРО ДПМН и денеска обвинува од раководството на ССМ дебело се богатело и го злоупотребувало синдикатот. Слободан Трендафилов со примања кои надминуваат 1,6 милиони денари годишно, не може да биде синдикалец. Тој само го злоупотребува синдикатот, а за таа цел користи неколку луѓе околу него. Минималната плата од месецов изнесува речиси 24.400 денари. Владата ја остави можноста платите да се зголемат и повеќе, но доколку за тоа се согласат работниците и работодавачите.